Нов протест за чист воздух. Од иницијативата Стоп за уси утре напладне повторно излегуваат на улица да го искажат својот револт за дислокација на цементарницата. Овој пат бараат помош и од институциите. Го повикаа Министерството за животна средина да интервенира во период кога цементарницата треба да отпочне дозвола за продолжување на еколошката дозвола. Институциите молчат пред барањата на граѓаните со чии гласови тие се дојдени на власт. Затоа сме приморани да излеземе на утрешниот протест, односно пред собранието, пред владата на Република Македонија, кој ќе приложи кон собранието до Министерството за животна средина и просторно планирање како три институции кои што се одговорни за законите и правилата во земјава. Од компанијата возвраќаат дека повеќе од 1 месец се цел како што велат на неосновани напади. Бројките недвосмислено покажуваат дека и кога Титан Усие не работи, амбиенталниот воздух е со истиот квалитет, што е јасна потврда за тоа дека компанијата не е причина за состојбите со квалитетот на воздухот во Скопје. Загадувањето во Скопје беше високо и во изминатиот период, кога Титан Усие воопшто не работеше, стои во реакцијата на фабриката. Хоџа кој во министерската фотелја седна пред околу 1 месец, на денешниот брифинг со новинарите кажа дека приоритет во мандатот ќе му биде Скопје да го тргне од листата на најзагадени градови, но без да прецизира кога тоа би се случило. Во насока на подобрување на квалитетот на воздухот, од септември 2027 година стапува на сила веќе усвоениот закон за контрола на емисиите, кој ќе воведе построги стандарди за индустријата, јакнење на надзорните капацитети за контрола на Министерството, кажа Хоџа пред новинарите. Законот за контрола на емисиите беше усвоен лани во септември, ама Европската унија ни даде период на адаптација од 2 години. Дозволата на Титан Усие истекува во 2027 година, но годинава во март мора да ја почнат постапката за барање на нова, интегрирана, за да може цементарницата да продолжи со работа. Бесата теши од секторот за индустријско загадување во ресорното министерство. Пред новинарите кажа дека сите барања за дозволи кои доаѓаат и во периодот на адаптација на законот за контрола на емисиите, вклучувајќи и онаа на Усие, ќе подлежат на поригорозните правила кои ги носи овие закон. А интегрирана дозвола на фирма може да се одземе по 3 кривични прекршоци, но со нивна докажана вина на суд. Усие е една од 40 фирми со интегрирана дозвола во Скопје, или пак дел од вкупно 120 во државата, согласно регистарот што го води Управата за животна средина. Габриела Лескова, Сител телевизија.